гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Професорот по правни науки Гоце Наумовски е избран за нов уставен судија. Пратениците го избраа Наумовски со 63 гласа за и 7 против, без никаква дебата во собраниската сала, иако опозицијата претходно коментираше дека власта избира уставен судија кој бил советник на премиерот. Тој веднаш стапува на функција. А по изборот, опозицијата доби можност 2 часа да поставува пратенички прашања. Фокусот беше ставен на минималната плата. Семејниот буџет на работникот е на минимум, а притисокот од цените расте. Ниту 3 минимални плати не се доволни за покривање на основните животни потреби. Нека умрат фирмите кои не можат да дозволат достоинствени плати за граѓаните на Македонија, затоа што вашето штитење носи до недостоинствен живот. Отварат компаниите, како што викате вие, нека умрат тие компании, но таму има вработени кои што ќе останат без работа. И ако имаме минимална плата со адход одлука, како што е од барањето, кое што викаме дека е политичко барање, ќе се намали куповната моќ и ќе се зголеми инфлацијата. Тема на дебата беше и нацрт законот за високо образование. Тој е во фокусот на академската фела, но и на опозицијата. Во дневникот во 19 гостин беше министерката за образование и наука Весна Јаневска, која одговори на овие критики. Ивана Соколович-Најдова ги има клучните одговори на клучните прашања. Така е на измените на законското решение за високо образование, кое што ќе некој период е поставен на ЕНЕРИ, достапно за забелешки, најдена жестоки критики од опозицијата, не дел од професорската фела, но министерката за образование Јаневска, која што беше гостин во тема на денот, ги демантираше сите обвинувања дека се крши автономијата на универзитетите како клучна забелешка на ова законско решение, а оние обвинувања од опозицијата ги нарече неосновани. Таа ги демантираше, како што кажав, овие забелешки дека со законот се предвидува таа да биде најмокната фигура која што ќе има можност да ги укинува универзитетските одлуки, велејќи дека во тоа нема никаква вистина, но има обврска да го санкционира секое непочитување на законот. Даде одговори за она измена која што се вмитнува во новото законско решение, а тоа е дека децата на професорите може да бидат вработени на истите факултети, но беше децина дека нема да дозволи непотизам во целата постапка. Имаше реакција и околу вонредните студии, велејќи дека ќе бидат ограничени, но на одредени сегменти од високото образование нема да се дозволат вонредни студии. Од друга страна, тука имаше реакција и можност да одговори на обвинувањата за оние звања кои што ги имаат професорите, како и објавувањето на научни трудови. Сите забелешки и ставови на Јаневска од денешното гостување во тема на денот ги гледаме во продолжение. Законот за високо образование нема да биде повлечен, а забелешките на опозицијата се неоправдани. Министерката за образование Весна Јаневска во интервју за Сител ги демантира обвинувањата дека со законот се нарушува автономијата на универзитетите, а министерот станува најмокна фигура која може да укинува универзитетски одлуки. Воопшто не е точно, но да има одредби во кои пишува дека министерот може да укине акт ако е противзаконски. И тоа е единствената ингеренција и мешањето. Значи, министерот кој е одговорен за образованието во државата, ако е свесен дека на некој универзитет се одвива нешто противзаконски, според нив треба да молчи. Не, и право е, ама и обврска е на министерот да го штити закон. Наспроти тврдењата за обединетост на професорите отправени низата забелешки, Јаневска смета дека тие се малцинство наспроти ставовите и на студентите на професорската фела, дека измени на законот мора да има. Со измените сега и децата на професорите ќе може да се вработуваат на истите факултети, но ова не значи дека ќе се замеше пред непотизмот, децидна Јаневска. Изричито не дозволува родителот или блиска фамилија, не само од првоколевно, од пошироко, да биде ментор, да биде во комисија за одбрана, да биде во рецензенска комисија, со што де факто се оневозможува непотизмот да биде нели на сила.
Обврската за реизбор и објавување на трудови во списанија со импакт фактор, но и бројката на нивното цитирање стануваат пресудни за напредок. Според ресорната министерка, за прв пат со закон се овозможува доживотно да се задржи стекнатото звање, но мора да бидат исполнети условите. Прв пат овој закон овозможува доживотно да останете во исто звање. Доцент, да речеме. Добро. Значи, не исполнувате услов да бидете избран во вонреден професор. Ако го исполнувате условот за доцент, доживотно можат безброј пати да ве бират, не е тоа безброј, нели 5-6 пати ќе оди во пензија. Так. Значи, останува во истото звање, но мора да ги исполни условите за тоа звање, за доцентското звање. На секои 5 години ќе се преизбира во доцент. Ке се ограничи вонредното студирање од следната генерација, потврди Јаневска, но само на одредени факултети. Вонредно нема да може да се стане ниту педагог, ниту лекар, ниту на новиот факултет за високи медицински сестри во интерес на граѓаните. Според Министерството, измените ке значат подобрување на високото образование во интерес на сите. МОН очекува конструктивни предлози за законското решение, доколку тие бидат издржани, ќе бидат вметнати во истото. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Владата се откажува од нов државен авион. Одлуката доаѓа по острите критики од опозицијата дека набавката е непотребен луксуз во време на криза. СДСМ и денеска го обвини премиерот дека го користел владиниот воздухоплов за приватни потреби, пошто тој им одговори дека досега бил на вкупно 4 патувања. Владата се откажува од намерата да купи нов државен авион. Лидерски средби, формални и неформални, што сум ги имал со претседателот на СДСМ, тој беше многу јасен и рече дека за ова не треба да се критикува владата и они дека нема да ја критикува владата, бидејќи утре ќе биде друга влада, а воздухопловот ќе се користи и за хуманитарни причини. Но гледам дека не си стојат на зборот и ние ќе се повлечеме од таа набавка и ќе се молиме да останеме живи, доколку се урнеме некаде и доколку починеме, тогаш предпоставувам дека ќе им стане јасно на сите дека оваа дебата за некоја идна влада и за некои идни премиери е одвишок и дека е беспредметна. Одлуката доаѓа по острите критики од опозицијата дека набавката на нов авион е непотребен луксуз во време на криза. Со сума од околу 100 милиони евра се обезбедува половина од потребните пари за зголемување на минималната плата на 600 евра за работниците. Може да се изградат најмалку 20 нови современи училишта низ државата, 25 градинки, 10 студентски домови, со што илјадници студенти би добиле достоинствени услови за живот и за студирање. СДСМ и денеска го обвини премиерот дека го користел владиниот авион за приватни потреби, пошто тој им одговори дека досега бил на вкупно 4 патувања, откривајќи детали и за она во Хрватска кое го спори опозицијата. Бев до Хрватска со комерцијален лет на Croatia Airways до Сплит. На покана на хрватскиот председател, господинот Зоран Милановиќ, имав работна вечера и мојот годишен одмор кој што требаше да трае 3 дена, го продолжив за еден ден да трае 4 дена и бидејќи го испуштив авионот повратно со комерцијален лет да се вратам во Скопје, а следниот ден имав неодложни обврски, авионот воздухопловот Владин дојде, ме зема од летиштето во Сплит, односно аеродромот во Сплит, и ме донесе во Скопје. Владиниот Лирџет е произведен 2004-та, а од 2005-та е единствениот патнички воздухоплов во македонската државна флота. Го купи владата на екс-премиерот Бучковски и за него пред повеќе од 20 години плати околу 11 милиони евра. Може да пренесе само 6 патници на средни дестинации без капацитет за прекуокеански летови. Како што соопшти владата, во последните години авионот е почесто на сервис отколку што лета, а неговите поправки не чинат нешто под половина милион евра годишно. Александар Спасовски, Сител телевизија. Кривичниот суд им одреди притвор од 48 часа на двајца осомничени за запленетите 5 тони марихуана во Србија. Иако нема детали за што конкретно се осомничени и како се поврзани со канабисот, кој беше пронајден во близина на Крушевец, од обвинителството за гонење организиран криминал велат дека, како резултат на преземените действија и анализата на прибраните информации и докази, постојат основи за сомнение дека лицата преземале активности поврзани со запленетите 5 тони марихуана во Република Србија, поради што јавниот обвинител достави образложен предлог за определување краткотраен притвор. Барањето за притвор е на јавниот обвинител да има доволно време за понатамошно постапување, особено по вакви сложени предмети од меѓународен карактер.
А владата го чека официјалното мислење на Советот на јавни обвинители, пошто ќе и предложи нов државен обвинител на собранието кое треба да го изгласа наследникот на Љупчо Коцевски, кој си поднесе оставка. Владата ќе почека официјално да пристигне мислењето од Советот на јавни обвинители, пошто ќе одлучи кого ќе предложи за државен јавен обвинител. Премиерот вели овој документ се уште не пристигнал кај нив. Советот на вчерашната седница донесе позитивно мислење за четворица кандидати кои претендираат да го наследат Љупчо Коцевски. Во трка се актуелната веде државен обвинител Анита Тополова Исајловска, обвинителките Ленча Ристовска, Лидија Рејчевиќ и судијата Нина Цавески. Чекаме да дојдат мислењата од страна на Советот на јавни обвинители. Откако ќе дојдат официјално, ние како влада ќе се произнесеме и ќе го дадеме нашиот предлог до собранието. Советот одлучи петата кандидатура од Владимир Панчевски да ја отфрли со образложение дека тој не ги исполнува посебните услови, односно во моментот на кандидирање не бил во работен однос како судија или обвинител. Владимир Панчевски поднесе кривична пријава против сите членови на Советот за кои тврди дека незаконски го дисквалификувале. Според него законот бара непрекинат стаж од 10 години и приложи доказ дека го исполнува со тоа што бил во редовен работен однос како судија во кривичниот суд од 2008 до 2020 година. Оваа кривична пријава е одраз на трулиот судско-обвинителски систем и предизвик јавното обвинителство и МВР да отворат постапка по допрен глас и да расчистат со контаминираните кадри кои незаконски одлучуваат, потешко повредувајќи ги правата на граѓаните, носат селективна правда и го рушат угледот на судскиот систем. Панчевски вели во ера на дигитализација не гледа потреба од хартиена форма, бидејќи кривичната е јавно објавена и сега институциите се на потек. За исто кривично дело вели дека бил осуден на 2,5 години затвор, постапка во која немало лица чии права биле повредени, туку тврди дека го осудиле за апстрактна повреда. Дополнително спорно за Панчевски е што во Советот одлучувала и членка која е сопруга на осуден за организиран криминал, присуда која тој ја донел како судија во кривичен. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски заедно со колегите од Албанија, Италија, Бугарија и Романија учествуваше на министерскиот состанок Коридор 8 во стратешкиот момент на Европа, поврзаност, отпорност преку воена мобилност и споделен просперитет преку интеграција. На состанокот е нагласено дека коридорот представува стратешка врска меѓу Јадранското и Црното море и дека во актуелниот геополитички контекст поврзаноста представува елемент на отпорност и сила. This corridor must function as one system across borders, not separate projects that stop at the next crossing. For my country, the commitment is clear. We are at the center of Corridor 8, and we will deliver. The agreement with Bulgaria on the cross-border railway tunnel signed in November 2025 was a key milestone. The first railway section in the east is completed. The second is under construction, and work is also advancing on the third. On the road side, our objective is full motorway and expressway connectivity from Kafasan to Devebayır by 2029. And let me add, in a constructive spirit, Corridor 8 will be judged by end-to-end performance. This requires and means steady momentum and comparable pace of delivery across all segments, across all sides. Македонските транспортери ги блокираа граничните премини со барање диалог за олеснување на нивната работа, што и се реализира, вели министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Според него има доволно време нивниот проблем да се реши и непречено да возат низ Шенген зоната. Новата визна стратегија е начинот и патеката по која што ќе се оди. Така беше, така се случува и сето друго извртување на фактите. Веќе имавме еден состанок на политичко ниво, еден состанок на техничко ниво. На 24 февруари пак има состанок на техничко ниво. Има доволно време да се изнајдат финални решенија, имајќи предвид дека за превозниците ќе се одложи примената на ЕЕС системот и наместо од април ќе почне да се применува од крајот на септември, така што до крајот на септември има доволно време и доволно начини да се изнајдат финалните решенија и истите да се имплементираат од страна на сите 29 земји членки на Шенген зоната, што ќе се согласите не е мала работа. Следните вести се во 20